продолжува да важи, но ќе збориме со синдикатите апсолутно за некои работи и ништо не им се допаѓаат на раководството да се најде начин, но сето тоа да биде прифатливо од сите страни. Мислам дека ќе најдеме начин, зашто гледам дека секој сака подобро, и јас лично сакам да биде подобро, и ќе најдеме. Но исто е важно, со дел од синдикатите се видовме директно, ке вас ќе кажам. Иницииравме една постапка како да им помогнеме на сите војници што завршуваат 45 години, што треба да заминат од Министерството по договор. Гледаме на начин да ги задржиме да останат до крај. Релативно млада возраст за одење во да, и ова не е решено никогаш. И сите после тоа бараат ново. Има опции во законот. Законот нуди неколку опции, односно Министерството исплаќа отпремнина на секој што ќе си замине. Пример, некој војник што ќе замине во пензија со поминати години стаж му се исплаќа средства и он ги добива. Пример еден што е редовно вака па пушта слики, 2 милиони денари има земено пред скоро отиде во пензија. Тоа е отпремнина што му следува. Претходно имало некојаш не се исплаќало, се се исплаќа. Но од друга страна имате можност да се задржат во некои институции каде што има потреба, се доставува до влада, тие ги земаат некои институции, бидејќи квалитетни. Има опција да останат сите, најголем дел тие што имаат потреби во министерството. Јас сега правиме начин постојано да останат и во армијата, да продолжат да бидат војници. До денот кога треба да заминат во пензија. И да им следува се. Да им следува се. И тоа е чекор што го работиме. Јас да ви кажам, овде најголема заслуга има армијата. И сакам тоа да го кажам, раководството, началникот, сите како групација, можеби иницијативата почнува од мене, но предлогот, иницијативата сега доаѓа од нив, бидејќи така е правено. Разговаравме со дел од синдикатите, да направат подобар, да го разгледаат предлогот, да седнеме заедно со сите останати и ова прашање сите да бидат задоволни. Инаку не би влегувал во процес ако сите не се задоволни. Дали се работи за буџет, мора да најдеме средства апсолутно и ќе најдеме. И тука немам дилема, но тоа треба да биде диалог помеѓу сите за ова прашање бидејќи никогаш не е решено. Дали има можност да останат во армијата и на некој начин да ги намалиме тужбите со тоа што ќе остана, да. Нема да го објаснам решението што го правам, зашто не е конечно. Да, можеби ова идеја многу поевтино ќе ја чини државата, отколку како некои држави што воведоа